А сега е повторно време за гости. Нашата Ирина веќе ги пречека гостите кои што ова утро ни допатува од Гостивар. Станува збор за еден убав повод, 75 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Браќа Гиновски од Гостивар, кои што имаат да ни споделат многу убави информации во врска со овој значаен датум, повод. Да, така е. Повелете. Благодарам, Суза. Токму така, како што кажа Суза, пристигнавте ова утро од Гостивар. 75 години, огромен јубилеј, многу години постоење на градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиновски од Гостивар. Во петок ќе го одбележувате вашиот јубилеј во спортската сала Младост во Гостивар. И по тој повод наши гости ова утро се до мене Предраг Ристевски, председател на Гакут Браќа Гиновски од Гостивар, и Христијан Гавриловски, секретар на истоименото друштво. Добро ви утро, официјално добро ни дојдовте во утринската програма. Се надевам дека убаво патувавте од Гостивар овде до Скопје. Не ве фати оној скопски метеж утрово или ве фати? Со оглед на тоа дека стасавте на време, значи избегнавте. Среќа што апсолутно. Имате голем повод, на вистина честитки, 75 години постоење на ова културно-уметничко друштво е на вистина за респект. Ке се случува настанот во петок во спортската сала Младост. Да ни кажете прво за почеток околу историјатот на вашето граѓанско аматерско културно-уметничко друштво. Ми кажавте дека сте можеби единствени во овој назив како вака, Гакут, Браќа Гиновски, 75 години од основањето. Една лична карта на вашето друштво. Па вака, друштвото всушност своите почетоци ги бележи уште пред Втората светска војна, кога во Гостивар функционирало друштвото шијачки, но со почетокот на војната, на Втората светска војна, тоа друштво згаснува со постојање и повторно се формирало едно друштво по војната. Петар Богданов Кочко се нарекувало тоа друштво, од истите луѓе, и тоа згаснало, нели, во тој повоен период, веројатно немало услови да обстои, за да некаде во јануари 1950 година повторно се формираат под името Браќа Гиновски, кои всушност се браќата Гиновски. Тоа се првоборци од Гостиварскиот крај, Анте и Крсте, кои биле членови на друштвото шијачки пред војната и поради тоа друштвото во нивна чест се именува по нив. Првиот настап го има на 25 мај 1950 година во старата Гостиварска Соколана и поради тоа јубилеот е околу 25 мај, нашиот концерт. Оваа година на 30 конкретно. Првите успеси ги бележи во 53-та година, кога на надпревара на градовите во тогашната Народна република Македонија, во Битола, го освојува наградата за најуспешно друштво во западниот крај на Македонија. А во 56-та година веќе достигнува 100 членови во бројка и се формира и Староградската секција, односно Староградскиот хор преминува во рамките на друштвото и станува секција за староградски песни. Подоцна се формира и драмската секција. Така да друштвото не се состоело само од фолклорна секција, туку од секцијата за староградски песни, која всушност постоеше до пред некои 15 години, а во неколку наврати се собра за неколку настапи и во последниве години да учествува. Драмската секција некои 40 години веќе не функционира, иако била доста успешна. Така да, подоцна во периодот од 81 година до 91 година, друштвото функционира не само како македонско друштво, туку во неговиот состав влегуваат и тогашното албанско Беса, турското Ѓувен и ромското Пралипе. Подоцна, во 91 си се разделуваат и сите си функционираат посебно.
повторно посебно. Сега вие сте единствено друштво, нели? Единствено друштво во Гостивар, во Гостивар. Ве прекинав, си има се уште претпоставувам историјата или толку? Така, Од тогаш си функционирате, значи од 91 година како што функционирате до сега. Имате значи играорци и имате ансамбл, така во вашето друштво. Да. Поделени сте претпоставувам на повеќе групи. Имате и дечиња и претпоставувам тинејџери и ветерани. Од оние повозрастните. Еве претседателот може да ни каже околу групите? Околу групите со голема чест и задоволство, нели може да кажем дека во овој момент имаме неколку групи, меѓу другото и благодарение на гостувањата во вашава емисија, после кој најмногу везилка, нели, после кој значително се зголеми интересот за членување кај младите во нашето друштво. Често пати кажувам дека после короната нештата како да застана, апсолутно. Меѓутоа сите ние кога светот се рестартираше, добивме некоја желба да се рестартираме и ние, да почнеме тоа да биде еден апсолутно нов почеток и за нас. Така да максимално на крилата на тоа ново почнување на сите нас успеавме да направиме некоја приказна каде што мислам дека го вративме фолклорот пред се, љубовта кон традицијата во Гостивар, но место каде што веројатно природно треба да припажа, да биде блиско до сите нас, а најмногу да биде таа љубов блиска до младите. Во тој дел апсолутно нима најмногу помогнато соработката со основните училишта, кои што неизмерно во секој момент не поддржуваат, препознаа вистинско партнерство со нас, така да моментот на, би рекол, трансфер или пренесување на таа љубов кон фолклорот прво се случува тамо, за подоцна тие да дојдат кај нас. Така да во моментов броеме активни преку 120 членови, кои што се, ајде да ги кажеме, тие кои што се носители на активностите. Тоа се децата пред се од основна и од средношколска возраст. Тие се поделени во 4 групи. Оние кои што се најмалечките, или детска група која што ги учи првите чекори во фолклорот. Потоа идат на другите 2 групи кои што не се исклучиво по возраст поделени, затоа што, како што кажав, кога се застана во различни категории, почнаа да идат во исто време и во зависност од тоа како брзо напредува во однос на тоа да ги совладуваат македонските народни танци и ора, така и ги, да кажам, класифициравме во различни групи, така да имаме 3 различни групи. Нели, таа прва група која што ни е потписон на Браќа Женовски и останатите други 2 кои што можам слободно да кажем во последно време буквално и дишат во вратот, така да е апсолутно прашање кој е тука прва и ќе мора да најдеме на тоа сладка мака, да најдеме поинакво класифицирање, да не биде тоа така. И во последниот период, по повод јубилеот, како што спомнавме, нешто што мене особено ми представува чест, затоа што на некој начин се вбројувам јас во таа, припаѓам на некој начин природно во таа група, почна да ни се враќаат старите неактивни членови. Оние кои што биле активни до пред како корона. ветерани, да кажеме, така. Па така, ние тоа и си го кажуваме ветерани онака меѓу нас, меѓутоа годините кои што ги имаат сите тие, ајде ги кажеме, ветерани, апсолутно не дозволува да се наречат ветерани, затоа што сепак станува збор за млади луѓе. Така е. Така да ова јубилеј е навистина нешто што не обединува сите нас. Сите кои што некогаш биле активни, сите кои што се сега, и дополнително имаме од ден на ден нови членови, млади деца кои што сакаат да станат член. Гледаме веќе и дел од вашите членови. Ова е која група ќе кажете вие? Ова е првата група. Да, ова што во моментов го гледаме е последниот сплет кој што го имаме изучено. Тоа беше по повод Великденскиот концерт кој што традиционално Браќа Женовски го одржува секоја година.
Во моментов гледаме Лазаренки. Тоа е сплет кој што ги опишува обичаите за Лазарева сабота. Така, почнавме во последниот период безмалку сите наши јавни настапи да бидат концептуални. Така да и Великденскиот концерт беше концептуален. За прв пат, како што спомна и Христијан, друштвото некогаш имало драмска секција. За прв пат овој пат воведовме драма на концертот. Имаше кратка драмска постановка на почетокот кој што ги опишуваше обичаите за прочка, понатака да, за прочка во Гостивар. Наша од друштвото драма поставена ја најдовме во архивите и така испадна да спонтано да чиме од нашето друштво, рете ние да се представиме со таа драма. Кој ви е репертоарот? Еве кажавте дека концептуално ви е, нели тоа се, ви се поставките. Која ви е програмата, репертоарот околу кореографиите? Така да секоја во зависност од возраста и спремноста на децата има различни нели кореографии. Најмалите деца се представуваат со некои основни ора како шарени чарапи или бувчан скоро, пајдушко нешто. Така едноставно. Подоцна има како што напредуваат се изучуваат водарки, тресеница, сплет на песни игри од повардарскиот регион, повардарие, жетварка и Значи богат репертоар имате. Како дечињата ги совладуваат кореографиите, бидејќи македонските ора, сите македонски ора се навистина многу колоритни и тешки, поготово помалите. Имате можеби проблем околу тоа или Апсолутно една реченица е така општо позната ја опишува целата таа ситуација, тоа кога се сака, се може. Пред да станам председател на друштвото, бев кореограф. Така да, ајде од прва рака, што се вика, можам тоа да го кажам. Апсолутно моментот да се не дека е потешко, меѓутоа многу поважно да се пренесе желбата кај младите, нештото да го научат. Во моментот кога ќе светне таа желба во нивните очи, не постои тежок чекор кој што не би можеле да го совладат. Апсолутно, кога љубовта е тука, секогаш победува на крајот. Така е, убаво си кажавте. 75 години, голем јубилеј, значи постоење на македонската сцена, ама вие настапувате не само во Македонија, туку и надвор од границите на Македонија. Ќе ни кажете што е она што ве мотивира, што е она што ве води на настапите. Може да споделите некои од наградите, ако сте учествувале на фестивали. Јас претпоставувам и верувам дека сте учествувале во овие години. Точно така. Имаме учествувано на многу фестивали во Македонија и секако надвор од неа. И секогаш е мотив повеќе да се представува не само друштвото и градот, туку да се представува и Македонија, како што, не знам, за репрезентативците најголемо достигнување да играат за репрезентација, да представуваат државата надвор. Без малку е чувството исто, кога еден фолклорец оди надвор од државата на некој фестивал и ја представува, тогаш буквално се чувствуваме како ние да сме Македонија во мало, во едно. Од наградите надвор би ја изводил наградата во Мармара, тоа е на фестивалот во Турција, каде што имаме освоено прво место, далечната 85 година, кој е всушност и прво гостување на друштвото надвор од Југославија, тогашна, каде што и прв пат гостува и освојува прва награда на меѓународен фестивал во Мармара. Сега во поново време имате некои настапи вака да ги споменеме, надвор од границите на Македонија? Надвор од границите, апсолутно да. Без малку редовно гостуваме надвор, меѓутоа вака големо достигнување сме немале, може да кажам, нажалост. Меѓутоа работиме активно на тоа да нештата ги вратиме на победничките стази, ајде така кажеме. Често пати во минатиот период како најчеста дестинација ни била Бугарија, со која што имаме друштва од тамо, со кој што апсолутно имаме совршена соработка. Освен Бугарија, честа дестинација била и Германија,
последниве неколку години е тоа најчесто Србија, а годинава имаме најавено гостување на меѓународен фестивал во Паралија, Грција. Така да во моментов можеби сме тука малце така балкански ориентирани, меѓутоа пробуваме да гледаме и подалеку. Да. Кристијан, дали сакаше да се надоврзеш како да имав чувство или? Па сакам околу тоа за Бугарија да кажам и за гостување во Страсбург. Добре, сега да ве прашам, покрај тоа што имате играорци, вие сте и ансамбл, значи има и дечиња и можеби од повозрастните членови кои што свират на инструменти. Кои инструменти ги свирите, ги изучувате? Христијан, еве да споменеме дека ти исто така свириш. Свирам, да, кларинет, и бев така, и тоа и студираш. раководител на оркестарот пред да станам секретар. Така да, можеби сме едно од ретките друштва што речиси никогаш не настапува без оркестар. Па тука некогаш и поради недостатокот на инструменти сме и ограничени во некој кореограф. Што некои друштва во Македонија кога играат на плейбек, тоа е веќе снимано. Така да тука има и инструменти кои ние бидејќи свириме во живо не можеме да ги покриеме. Нормално, кавалот не може да го замени ниту еден друг инструмент. Кој работи со овие деца? Кој раководи сега со ансамбл? Може да се споменете и дел од колегите. Раководител на оркестарот е Ерол Ејупи. Тој е поранешен раководител на оркестарот, бил раководител на оркестарот некаде во 90-тите години и по пауза од 25 години повторно се врати во друштвото да нормално да свири, а подоцна кога станав секретар и да повторно станеш раководител на оркестарот. Работиме сите, тој работи, јас работам, постарите колеги, сите работиме заедно со децата и да кажеме само пред крај на разговорот колку пати дневно, неделно се среќавате и колку ви е време трањето на часовите, пробите? Така, проби имаме како што се зголемуваше нели бројот на членови, што апсолутно не радува сите нас. Имавме 2 пати неделно, тоа беа понеделник и четврток, меѓутоа се додаваат секој ден по една проба, така да денеска имаме буквално секој ден по 2 проби деневно. Така да апсолутно во овој момент би го спомнал кореографот Даниел Симјановски, кој што да кажем машки го носи тој терет. Товарот, да. Најголемиот терет. Да. Буквално секој ден да биде тука и да се вложува максимално со секој ден со по 2 групи. Секоја чест, значи тоа е. Сега пред крај на разговорот во една минутка само да кажеме уште еднаш за јубилеот и да ги повикаме сите гостиварчани па и од околината на Гостивар да дојдат во колку часот почнува концертот, што ќе биде на програмата? Апсолутно најголемиот настан на Браќа Жиновски оваа година, па можеби и минатите. До сега е овој концерт, јубилеен концерт. 75 години е навистина импозантна бројка и пред се нас во овој момент ни представува огромна чест и задоволство да сме баш ние на местото каде што се организира толку голем јубилеј. Настанот ќе се одржи за прв пат во спортската сала Младост, како што е голем самиот јубилеј, така треба да биде самиот настан, нели, голем, импозантен. Почнува во 18 часот. Имаме спремено апсолутно целиот наш репертоар со сите наши играорци. Имаме гости од Македонија, имаме гости кои што се пеачи, имаме инструменталисти, така да навистина богата програма. Мислам дека сите кои што ќе дојдат со воодушевување ќе проследат, што се вика, во еден здив, без да почувствуваат замор, иако ќе биде навистина прилично долга програмата. На што сме особено горди што имаме така долга програма. Не е лесно па и да се исполни двочасовна програма. Така е. Ви благодарам многу за вашето учество овде кај нас. Ке ви посакам среќен пат назад до Гостивар. Ке ви посакам успешен концерт и се надевам дека следниот пат кога ќе ни бидете гости, ќе ни донесете снимки и да видите гледачите како изгледало тоа.
Апсолутно. Ве очекуваме на нашиот Ви јубилеј. благодарам, значи 18 часот сала Младост во Гостивар, јубилеен концерт на Акут на Гакут браќа Гиновски од Гостивар. Прекрасно, нека ви е честит овај убав јубилеј, уште многу успешни години и концерти да нижете.